Добро вече, добри луѓи. Љубоморен си Трајче, јас гледам. Гледам. Многу сум забавен. Па што да лажам, не знам. Јас сум си нарцис. Реално си ја знаеме вредноста. Сега овде играат девојки од 3 држави. Замислете. Така е. Ако ни понудат повеќе, а да оставиме нашите принципи, нема шанси. Не барав, Друг е малку погласен, подоминантен и го завзема неговото место. не прашував. Што помалку се негуваат, мислам дека ќе биде подобро за целото женско општество. Зово Македонија, добродојдовте назад во вашето омилено шоу. Земете си пуканки, бидејќи денеска има Ќе биде забава. жешко, бога ми, Да. може и мраз да си земат, не само Уф. поканки, може и узо да си земат. О, леле. Нели? Јас Не. мислам дека ова лето Hot Stars ги урива границите затоа што атмосферата се пренесува на целиот Балкан, а бога ми од атмосферата се возбуди и времето, па ветрот ни ги лее костите на сите страни. Јас сакам да ви кажам дека ова наша жешка летна емисија не би била вака како што е, да не беа нашите генерални поддржувачи, а тоа се Еберлин, биокозметика, кои што ќе бидат со нас во текот на целото лето, а сега време за нашите гости, како кажавме. Нешто мене тука ми мириса на усо. На музика. И јас мириса. Да, на вистина. Да. Јас мислам дека тука со нас се луѓето кои што долго време ја забавуваат македонската публика со познати грчки песни, така што може да ги поканиме Бузуки бенд, но само момент вечерва ни се придружуваат заедно со една толку харизматична девојка, мила девојка, свири на тарабука, има една интересна енергија, а јас таа енергија нема да ја зборувам затоа што ќе ги поканиме Бузуки бенд и Јоана Стрига да ни се придружат заедно со нас со песна. Έλα να δεις τι μου έχεις κάνει. Έλα δεν έχω άλλο φτάνει. Έλα να δεις τι μου έχεις κάνει. Έλα δεν αντέχω άλλο φτάνει. Епа, браво, драги луѓе, ајде официјално добре дојдовте кај нас. Трајче. Добро ве најдовме. Ајде, што тебе вака ќе се нормално да си се поздравиме сите. Кој кај се? Прекрасни сите. Ајде повелете кој како сака нека си седне. Женски да За ова имаш рача. Браво. Така треба. Добро, ајде Трајче ти сега. Его екипа вас. Ајде, дојде си тука до нас. Мора да привелуваме. Ајде. И поофицијално сакам да ви посакам добре дојдовте. Вие сте биле кај нас двајцата, Рада, Трајче, Јоана ни е за прв пат заедно со нас вечерва. Како луѓето успева ли некој да седи додека вие свидите, пеете, има енергија? Само јас седам на моето столче. Во цел локал. Трајче, не верувам во тоа, џабе само така збориш. Не може само да седиш. Јас така настапувам, седам и пеам, ама овие ќе си стојат. Така? И се вршат својата работа, од гостите никој не седи. Како се чувствувате во ова наше летно студио? За прв пат сте нема во летно студио. За прв пат прекрасно е, ми се допаѓа и местово, прекрасен хотел. Ние како и секогаш. Благодариме, можам да го кажам истото и за сите, ама како сте стилизирани, секоја ви чест. Рада и Јоана се облечени во тој новиот сега што е модерен некој каубојски вајб. Браво. Фала. Како се чувствуваш кај нас? Νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τη δική σας και των παιδιών εδώ. Ήρθα πρώτη φορά στη χώρα σας με τον Μπουζούκι Μπαν και με έχουν αγκαλιάσει και περνάμε πάρα πολύ ωραία στα live μας. Тоа ме интересира, тука ме интересира, токму имам едно прашање. Како се случи таа ситуација да токму вие заедно настапувате? Ете, пример, Трајче и Рада настапуваат долги години кај нас во Македонија и тие се навистина големи миленици на македонската публика. Еве, како Јоана дојде да биде дел од вас? Јоана, сакам да ми го одговори. Με είδε ο μάνατζερ των παιδιών εδώ πέρα και ο Ράιτζε και με καλέσανε και ήρθα. Και από την πρώτη φορά που ήρθα έχουμε γίνει οικογένεια. Οπότε θα παραμείνουμε μάλλον μαζί. Многу го кажа. Баш ми е драго што го слушам тоа. Рада, пример, еве кажи ми ти како го прифаќаш ова? До сега беше единствена жена во бендот, сега има плюс уште еден некој што се приклучува и кради туги срца машки, па и женски.
Ново време. А? Или трајче да не ги краде, не знам, машките срца. Мене е прекрасно да ти кажам, кога видам некоја талентирана, убава жена. Башка, не само што е убава приватна, е многу пријатна, убава енергија има девојчево, така да... Јас сум презадоволна. Много го обичам. Само да ти кажам дека само успешна жена може така да каже, или она жена која што има самодоверба може да каже за друга жена убава е, може да биде заедно со нас, затоа што сепак види кариера си е кариера. Добро, да, ма не сум суетна, не сум... Браво. Гледам да се поклопиме со енергиите, да ни биде убаво и додека работиме и се дружиме. Знаеш, таа енергија се осеќа. Јана, кажи ми, знаеш ли нешто македонски? Како ги поздравуваш кај нас, еве пример, како ќе ја поздравиш македонската публика? Добро вече, добри луѓе. Добри луѓе. Добри луѓе. Само да ти кажам. Јана, ние имаме тука една девојка што е од Кенија, така што веќе нас ни е тоа секојдневие да се зборува ете плюс уште еден јазик или да се зборува така некој интересен македонски дијалект. Супер лига, не сум само јавига. Не си сама, еве имаме тука уште една. Сакам да те прашам, имаш голема бројка на следбеници на Инстаграм, 140.000. Кажи ми, тие се тука за тебе или за музиката? Зашто се тие сите луѓе дојдени таму, собрани на едно место? Ναι. Νομίζω είναι συνδυασμός και των δύο. Γιατί τους αρέσει που είναι κάτι διαφορετικό που μια κοπέλα παίζει τουμπερλέκι, αλλά είναι και η ενέργεια, είναι το κάτι διαφορετικό που ελκύει τους ανθρώπους. Сега друго сакам нешто да прашам, дали кога повеќе ставаа луѓето на стори, кога повеќе снимаа видеа, порано или сега? Мислам, вие навистина сте популарни кај нас многу долго време. Од секогаш имало каде и да настапувате, тоа е несомнено. Но ете пример, има ли сега некоја разлика, еве Рада може да ми каже? Па има поголема разлика. Има поголема разлика. Затоа што сепак Јоана е атракција. Новитет. Само да ги снимаат. Ја можам да си запала веднага и си пијам кафе. Ништо ти, љубоморен си трајче, јас гледам. Гледам. Многу сум задоволен. Гледам. Едва чекам кака ќе се напие. Ама, што си љубоморен, гледај, седиш покрај 4 жени. И тоа сите убави жени. Затоа што он е најдобар. Јас сум си нарциска. Сварно? Трајче, бре, јас реков ке кажеш, види толку прекрасни девојки, јас паѓам во сенка, ти не. Ако запеем една песна ќе видиш Ајде. кој паѓа у сенка. Ајде да видам. Ајде, јас ќе Одиме? Одиме. Новата песна на Јоана се вика Гремиста. Што е гремиста, прво кажи ми? Σπάστα όλα σημαίνει. Искаш и све. Искрши се? Демек, Ајде, не кршете се. Γκρέμιστα. Не кршете се. Гремиста. Όλα πια γκρέμιστα, γκρέμιστα, στη καρδιά. Γκρέμιστα, γκρέμιστα, όλα πια γκρέμιστα, γκρέμιστα, στη καρδιά. Αφού όλα αρχίσανε σε χρόνια, κάνεις τα δουλειά, να κάνεις αστικά. Για μένα όλα είναι κακό, μα εγώ δεν σε αγαπώ, εγώ δεν σε αγαπώ.
се разигравме реално. Благодариме вака. Ова што дувна ветра, знаеш како добро ни дојде сега. Прекрасно. Ја знаем и да, дувна ветра разминуваше. Ајде да слушнам дали ја знаеш. Ајде. Беше. Ајде, Рад. Думна ветре разигорче, Нишна гранче над изгорче, думна ветре разгигорче. нишна гранче над изгорче, думна ветре буди гора, разелени со јабора. Думна ветре буди гора, разелени со јабора. Думи ветре, думи ветре, думи. Опа! Кајче, ама ти си расположен, јас гледам мисля цела емисија ме свири, а? Може вака да има во позадина нешто убаво ми е, така на душичето. Ти збори ќе се скри. Може? А кога ќе треба да одговараш, не ти пречи, така? Може ми да одговорам и да свирам. Така, значи мултифункционален Ја човек си утре ти. тајна идам, вежбам и си свирам. Да? Истовремено вежбам и ноги. Ако треба раце, со нозете свириш. Па добро, треба да се Не може снајдеш така. Да се насмееме малку, да се насмееме. Ајде да видиме тука што има. Јоана, Рада, еве вака сега пример настапувате, ова е само женско прашање. Настапувате многу често, ете и во летни периоди. Како пример ја одржувате таа ваша убавина кога е топло надвор, кога е чешко? Ајде прво Рада нека ми одговори, па после тоа Јоана. Како ја одржувам убавината? Како се негуваш себе? Па млеко за тело. Сега ако веќе збориме, не знам, за на плажа Да ли? бе, како се ја негуваш убавината? Третмани, лево, десно, дали се третираш сама себе, дали сакаш да се негуваш кожа, тело, лице? Да, Општо. секако. Да, Секако. сакаш Ќе да обрнам вежбаш, внимание да. на кожата, сега не е дека нешто идам на козметичар, пошто немам нешто проблематична кожа. Немој така ќе помисли некој дека никогаш не идеш па на козметичар. Па добро, не е лошо ова. Леле, па што да лажам, не знам. Па нема што да Мајка лажеш. природа. Па одиш, нели, шепкаше ова, онака. А па добро, Па да. идам трепки, веги, Ете. ми прават тако Пак за машко тоа, ама прашање не. искам. Пак машко. Ја кажам. Трајче ти од каде знаеш толку женски работи за Рада? За Рада? Ја за Епа. мене си ги знам. Ама не ти за нејзе сега ги Не, одговори. ја за мене си ги одговорам, пошто јас си ставам. Овде крема, овде еликсир. Значи, Ти се негуваш, се значи. негувам. А Јоана? Δεν κάνω τίποτα. Τα βαριέμαι πολύ αυτά. Аз Περιπίνει πιο πολύ από μένα, στο λέω εγώ. Τα αρώματά του, τις κρέμες του. Трајче повеќе се одржува. Εγώ од και мене. η Ράντα τελευταία στιγμή. Αυτός περιπίνει. Леле, Ја сега и Рада ова би ќе требало излезе да само намери. да ви кажам нешто смешно. Значи во претходната емисија зборувавме дека мажите некако почнале повеќе да се грижат за себе. себе од Па да. жените. И гледај сега ова го потврдуваат Јоана жени. го Ова е рече страшно истото, да. или трагично или жално. Вика, јас од кога запознав трајче, само се мачка со некои креми, става на косата крема, става на лицето крема, 5 кила парфем става. Вика, брат, не го правам ни пола од тоа. Ете после зошто мажите сакаат И пак види колку е машки. убава. Јас сега разбирам. Јас тука сакам да ги поздравам нашите Еберлин биокозметика, заради тоа ве прашав, затоа што тие имаат токму една специфична нега на креми за секоја индивидуална кожа, за која што нема да ви биде потребно премногу, како Трајче што кажа, туку ќе ви биде потребно едно, а ќе бидете покриени. Така ли? Тука Трајче имам и за тебе, не само за дамите, повели. Фала, Ова е фала. за тебе, Фала. ова е за Јоана, Oh, thank you. повели. Рада, Добро, еве го и за тебе, ајде ќе станам тука да ти го Ала, донесам, ти. повели. Тоа е едно мало подароче од нив, ќе си го отвори. Добро, може сега, може и после кога сакате, Браво. имате ампула за Баш лице, убаво. Фала многу. некои кремички, ете така. Тоа ни се нашите главни поддржувачи и сега одиме да видиме што има од прашање. Трајча, Рада. Кога сме веќе кај сцената и патот до успехот, кога последен пат некој ве потценил како естрадни уметници? Дај го тоа. Слободно. Тоа ми Ти ќе ти- беше Нема проблем. Еве тука сум. Јас сметам се малце нескромна ќе бидам. Не искрена. треба да бидеш скромна. Пошто веќе од дете се бавам со музика и имаме нели доста измина труд. И ние реално си ја знаеме вредноста, не нешто да се преценуваме, него едноставно си свесен за својата Добра. вредност. Кога некој ќе проба или сака да не потцени, во тој случај си викам, добро, не укси или не си музикален или било што. И не се замарам јас, не ме допира. Навистина.
А како се случува тоа што најчесто ви како пример го приметувате тоа дека некој се обидува нешто да ви направи или да ве потцени некако да ви се подсмева или било што? Па не. За затоа што музика ми се пример не е случило тоа. добро. Ни мене не ме допира воопшто. Не ми се случило, можда... Сега во моментов не можам да се сетам. Имало случаи можда. Добро. ама Не ми текнува во моментов. Иначе... За нас е прашање, Тоа што така не го за кажа, За вас е прашањето, за Јоана. Јоана сега не е многу нова тука, така што не знам дали ја подценува ли македонската публика. Некогаш јас не верувам дека била подцената, така? Супер е прифатена, нели? Многу. Што сакаат повеќе, кога пее или кога игра? Она истовремено и пеи. Даде, што сакаат повеќе, што гледаат мажите повеќе. Νομίζω το show, γενικότερα το show. Όταν παίζω, χορεύω και το χαμόγελο. Αυτό είναι που Да. αγαπάνε. Јоана, кога прв пат дојде во Македонија, што беше она што го виде прво тука? Што очекуваше, пример, од нашата држава? Γενικά κάνω διάφορα tour, αλλά εδώ πέρα δεν είχα έρθει ποτέ στη δική σας χώρα. Σίγουρα είχα κάποιες σκέψεις, αν θα αρέσει αυτό που κάνω στον κόσμο, γιατί είναι πολύ, ναι, γιατί είναι πολύ ξεχωριστό. Στην Ελλάδα αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω, αλλά εδώ πέρα δεν ήξερα αν θα ανταποκριθεί το ίδιο ο κόσμος, αν θα τους αρέσει. Αλλά ευτυχώς όλα πήγανε καλύτερα από ό,τι νόμιζα και σημαντικό ρόλο παίξανε και τα παιδιά εδώ πέρα, που με αγκαλιάσανε και με παρουσιάσανε σαν δική τους ομάδα και μαζί νομίζω βγάζουμε πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Леле, што го кажа човече, ми да се избавиме го. Ајде, влегове, трајче, нема проблем, ајде ќе продолжиме без теб. Секи сме кога се фалиме. Па се Ама фалите. Тоа го рече. Мене ме интересира како пример кај вас тоа го гледаат, како пример во вашата држава ги доживуваат Бузуки бенд. Дали пример кога гледаат, кога прикачуваш на сториња, претпоставувам го правиш тоа на твојот Инстаграм профил, кога ставаш сториња, прашуваат ли кои се Бузуки бенд, ќе дојдат ли кај нас да пеат? Дали пример ќе се стационирате само тука во нашата држава или може ќе ги однесиш таму? Ова сакав ја прашам за нас. Да, еве јас ја прашав, ти помогнав. Ναι, σίγουρα, γιατί είναι κάτι διαφορετικό αυτό που κάνουν τα παιδιά. Γιατί είναι οι μόνοι που τραγουδάνε ελληνικά σε αυτή τη χώρα. Οπότε και οι Έλληνες λένε «Α, ποιοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ελληνικά». Οπότε τους αρέσει πολύ, είναι πολύ διαφορετικό αυτό που κάνουμε, αλλά και πολύ όμορφο ταυτόχρονα. Рада, јас ќе те прашам, кој знае да игра подобро грчко-ора? Македонците или грците? Грчко-ора? Грчко-ора? А грците? Сигурно си? Македонците си Македонците. македонското. Македонците кога ќе почне грчко-ора, ја мислам дека први се фаќаат. Добро, некој знае, да. Добро. А нека играат. Ние сме се луѓе кои играат си ја сакаме македонка и музиката. гркиња. Македонско едно, македонско едно грчко. Може, браво, Трајче. Ајде, може двете? Ајде. Норма. Τώρα άλλη μία. Και τώρα. Опа! Назад вратете се. Окей, добро. Ајде, сега македонско. Πάμε Καρπαθιανό. Добри се? Оди да им се придружиш македонско ора да научиш. Ајде го. Оди. А вие што? Еве, и викам на Имче да го заиграм малку македонското ора. Оди со нив. Оди, ајде. И ти дојди. Ајде, оди, оди. Браво, Имче. Сега овде играат девојки од 3 држави. Замислете. Така е, кажи. Наше Сега може... ора. Трајче, ти ќе одлучуваш или јас ќе одлучувам која најдобра игра? Ја не се ни разбирам во играње искрено. Не може македонското ора да не го знаеш. Ја ова, дај го научив кум кога бев на свадба и дај што сила. Свадба е. Ајде, добре, сега може да си седнеме. Браво! Добре се, ете, одигравме малку и македонско, малку и грчко ора. Така е. Значи, па добра е, Јоана, може да те мажиме тука кај нас во Македонија? А? Дентарот и сопто. Македонски момци, кажи ми, ти приоѓаат, ти се допаѓаат? Ναι. Θα σας στεναχωρήσω. Έρχονται αγόρια, έρχονται. Έρχονται, αλλά θα σας στεναχωρήσω γιατί πρέπει να είναι από την Ελλάδα. Αυτό το παντρευτώ. Έχεις ωραία αγόρια, αλλά εγώ θέλω Έλληνα. Ке видиме, тоа никој не може да знае.
Да, па нели е Од така? левостите ти. А Викам, според Господ ќе тебе, ти каже. така е. А според тебе кој пример повеќе флиртува? Македонските момци или грчките момци? Οι Έλληνες είναι πιο άγριο, ενώ εσείς είστε πιο με τρόπο. Οι Έλληνες ορμάνε, είναι... Све каже. Значи и поупорни, ништо македонците Вика, многу сте постромни вие ова како момци. треба, значи Трајче ти да им дадеш совет на кого? нашите момци тука што не гледаат Јас сум моментално. бетери од нашите момци. По-срамежни кога мене нема. Како бе Трајче срамиш ли? Тоа е тоа што се. Рада, што мислиш ти? Тебе примереве. Ти се удвараат ли момци, кажи ми? Во Србија, И по се Србија. плашат. Се плашат. Во Зошто Србија ти да повеќе се удвараат. Ти да не им настапуваш некако со некој став Па можда така од боксот ми е тоа. од боксот? Не се зезам. Па не знам, малце треба се поопуштени. Дајте им совет слободно. Што знам, похрабри. Мислам, не може да ги фалиме само другите момци, Чекај јас да треба ги сакам. кажам, Ајде. Ивана. Јоана доаѓа тука Добре, и македонските момци се послободни, така дека не би кркиња. добре, Ако одеме ние свириме во Србија, многу често свириме. добре. Белград, Крушевац, Крањево, Ниш, Врање, веќе ни сила Србија имаме настап. Добре. Не се полам. Доаѓа со вас или не? Нареден пат планираме Да дојдеме во земете. Србија сите заедно. Добре. Но во Србија момците па повеќе се и приоѓаат на рада него ли нашиве момци тука. А, јас реков него ли мене, ке кажеш. Леле. Мене момци не, мене само Леле. мене не девојки. Не. Трајче, малку да се насмееме, не знам зашто ова така тргна, ама не знам расположено. Знаеш како? Убаво ми е, време се смири, сите сме насмеани, играме, пееме. Зошто да не, навистина. Кажете ми, сега ќе ве прашам нешто неповрзано со музика, дали сакате да готвите? Готвите ли дома? Кој е најдобар кувар од сите За ова вас? прашање јас не сум на столчев. Не, Со нив разговарам. ти не знаеш ништо, значи. Само кафе знам Ма да ги сварам. ревиш. Ναι, πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ Многу μαγειρική. сака да готви. Што најмногу? Παιδεύω. Αυτά που φτιάχνω τέλεια μου λένε είναι μακαρόνια με κιμά και οι σούπες. Ψαρόσουπα, Αχα. ψαρόσουπα. Αυτά τα πετυχαίνω τέλεια. Да, Рада ти? Да. Не готвиш? Не готви. Ама може заради тоа македонските момци бегаат, они сакаат полни стомаци. Да, така е. така. Како мене ми спржи јајца еднаш. Па добро сега за јајца, не тоа не се рачуна за готвење. Оштети Така да. специјалитети прават денес. Ако ќе научиме. И момците Сите. се подобри кувари од жените. Добро, јас ќе се согласам со тоа. Оно што мала кога беше, ја ќе се можам за добар кувар. вика. За Рада да го запознае куварот, ги праќаме во Стар Боем. Не знам кој е куварот и дали е женет, ама види вака. Јас еве давам прилика. Така што повели Добре. Трајче, ова е за тебе. Еден ваучер да ги посетите, тоа се нашите. Тебе не ти е гајле, така може има некоја Επιταγή για να πάμε να φάμε. Може. добра жена. Τρώμε Ете, мера, Боем, кирата, μια χαρά. тоа се нашите поддржувачи Стар Боем Трајче, не знам дали има женски или машки кувари, искрено да бидам, така да може нешто има и за тебе. Ке ти Мене готват. ме интересира да добро да готви. Ете така, Шо и ете така. Добро, сега дали сте спремни вие за Емче да ве прашам јас? Секако. Здраво Македонија, добро дојдовте пак во мојот сегмент Hot Mama. Денес се е жешко, Ивана е жешко, тука гости е жешко. Ај, студио е Бузуки жешко. Емче Бузуки жешка. Жешко. Емче е жешко. Најжешка. Изгаре. Па дури атмосфера, многу прекрасни гости тука. Радица, Јоана и Трајце. Right. Да. И ти си прекрасна. Ајде, како чувствуваш денес тука со нас тука, Радиса? Како Преубаво, чувствуваш? опуштено со вас, како да сум дома. Да. Искрено, така. Како дома. Да. Супер. Јоана, Νιώθω πάρα πολύ όμορφα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε υπέροχη παρέα. и Трајце? Јас, кога се гледа по мене цела емисија, што одговор да дам? Убаво му Највесела Емче, сум. убаво му е. Кажа дека сака жени, а тука има 4, плюс некои позади Плюс? камерите. Да. Колку поубаво. Не може да ги гледам убаво светла. Ева, имам подготвено неколку интересни прашања. Дали сте спремни?
Are you ready? Okay, да почнеме со Јоана. Ако некој милионер ти понуди 1 милион евра за никогаш повеќе да пееш, дали би прифатила? Да препаро. Дали Емча, ти би прифатила ли, кажи ми? Милион евра за никогаш повеќе да не водиш емисија. Ке размислиш ти? Ивана, размислиш ти малку. Ивана. Ја ти ги дадам сега. Окей, ти? Ајде, Рада, не мене. И ти, Ивана? Јас ке 1 билиони. За билион више не се размислувам уопште. Затвараме тука, се заменуваме. За билионер, ја нема да свирам бузуки. Радиса? Не верувам. Истото прашање? Не, бре, ја сум родена. Бузуки за ова. банд или Мене ми е љубов пеењето, музиката, ја не можам да живеам без тоа. Џабе и пари. Ама те прашува бузуки бент ли милионер? Бузуки. Браво, браво. лојални е? Ние пораснавме заедно. Лојални. Лојални Така е, е? лојалност е Ајде. во денешно време реткост, ама ја има. Ако не беше пејачка, со што ќе се занимаваше денес? Момиче, кај ти името певајќа? Јас сум беше учителка на... Не беше учителка на дечина, но јас... На повозрастни деца. Да. Браво, браво. Да и кревет. Окей, фала многу за твој искрени одговори. Ќе го е ферешто пара боли. Сега, трајче. Рајче, ајде. Tрајче, ајде. Свирам, ајде. Ајде. Ето. Јата лефта, така ни шоля, јата лефта, веднага баш, да трфика потеора, еде да шери супросаш. Јата лефта, така ни шоля, јата лефта, веднага баш, да трфика потеора, еде да шери супросаш. Dinata, 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 Браво, Емче. Моето прашање најубаво. Ти Гледаш? го одговори водно. Добро, ајде. Без многу размислување, кој член од бендот е најсмешен, кој е најтврдоглав, а кој е најголем проблематичен? Све трајче. И најсмешен, и најтврдоглав, и најпроблематичен. И лош. Е. И лош уште. И лошо. Ау! Зошто? А зошто? Зошто? Зашто на Трајче му се јавуваат. Трајче, утре не свирите. Трајче, скапи сте ми многу пари барате. Рада и другиот колега немаат гајле. Значи, Трајче се расправа со луѓето, Трајче се смее со луѓето, договара, приначува, договара спортсмене, договара студио, договара она. И на Трајче му дојде до овде и си го зема Александар, нашиот менаџер, Александар Расев од Гевделија, и цела мака него му ја препуштив. И тој е тука присутен со нас, но зад камерите. Дали некогаш сте одбиле огромна понуда затоа што не се совпаѓала со вашите вредности? Не да сме одбиле, огромна сума сме одбиле, бидејќи не се совпаѓа со нашите вредности. Точка. Озбилно. Што било тоа, можеш да кажеш? Не еднаш. Пример, не идеме по секоја цена секаде да свириме, кај секого да свириме. Како се изразам, нашиот бенд пари не може да го купат кој знае колку пари. Може да не купи некој што има срце. И ќе ги даде од срце. Си имаме своја цена, своја вредност, нормално, но ако ни понудат повеќе, а да оставиме од нашите принципи, нема шанси. Еве и Рада ќе потврди таа, тука е. А Јоана е таква, колку што ја запозна по овие 4-5 дена дека настапувам.
Добро, за двете. Дали некогаш сте настапиле додека тајно сте биле лути еден на друг? Дали некога... Да. Да. Ама види, кога ќе застанеш си на сцена, барем јас сум такви, трајче е тако. Професионалци сме. Може пред тоа сме се отерале сега. Она е поитра. Она е Ама- поитра од мене, да. Она знае да одглуми и мене ми се гледа на суратот. Кога сум јут, крај което. Да, се случи. Ама ретко е тоа. А Рада добра глумица, значи. Ке се ставе насмевка на лице и И На Води па сцена- познае. на сцена можам да одглумам, а вака не. Јас морам до тоалет да идам, некаде да испушам на цигара, да се вратам и да видам пак истиот. Добра. Така си е, што се. Така. Дали славата ти донесе повеќе среќа или повеќе проблем? За кога е прашањето? За Рада. За двете? А, за нас двете. Среќа е, се е среќа. Види, среќата е во нас сега, популарноста. Има нели тешкотија во сето тоа, ама треба да знаеш да го издржиш тоа, да се А која слава, Емчефа, не сме ние и возприсли. Па добро сега, Е, ама па, луѓето Добро веќе не знаат, го луѓето, ама точно. не знам, скромноста е сепак наша одлика. Многу не летаме во обласи и тоа е најубаво да си имаш мир на душата. Скромни сме си по природа, ама пак ќе кажам, и да си славен и да не си славен, среќата е во тебе, така да. Може ли Ако да си се трескам цело надоврзам? време, сега сум станал. Можам ли да се надоврзам на едно прашање? Мислите ли дека скромноста во денешно време е добра особина, добра карактеристика некој да ја има? Искрено? Секогаш. Баш во денешно време. На вистина? Мислиш Да. дека скромен човек може да просперира? Скромен човек онака пример да биде скромен и во побарување? Ако не побараш, некој ќе ти даде ли? Доколку човекот има свој став, свои принципи, свој интегритет, а и скромноста е дел од тоа. И настапи со чиста душа, со отворено срце, дали ќе го добијам, дали не мога да го добијам тоа што го сакам, не ме интересира, бидејќи, како да се изразам, не сум го обесчастил своето битие. Сега Да, зборам јас те сериозно, разбирам е, што да. сакаш да кажеш, но имам пример, тука сакам да се надоврзам дека има многу луѓе кои што ете се скромни, можеби и срамежливи дури од што се Срамежливи така се. скромни, па скромноста е тука тесно поврзана и со срамежливоста Така, и заради тоа пример не ете некој можеби многу добро знае да пее или има квалитети на било кое поле работно, но сепак не се издвојува, не се истакнува само заради тоа што некој друг е малку погласен, подоминантен и го завзема неговото место. А, така, Ето, точно. еве, седи тука на случај. Рада порано и Рада сега. Да, ја порано бев така многу повлечена, скромна. Сега скромна, не, пак сум скромна ја, ама не барав, не прашував. Тоа беше мојата грешка и го научив тоа дека треба да го правам. Во животот велат ако не си побараш, другиот не може да Така е. знае Стукни на дали му вратата, треба си го реално. отвори тоа. Добро си го бараме тоа што мислам дека треба да го добијам. Така. Добро, благодарам на одговорот. Значи тука негде значи скромноста треба да се има, но не до Не, плафон степен, реално. Питам некој што не вреди да ми така е. спре. Нема Да, шанси. така е. Добро. Емча продолжи со прашањето, извини. Рада, што мислиш за Балкан мажи? Најбој. Нај- Па што? За кој мажи? За балканските мажи. Балканските Па мажи. најдобри се. Јас така сметам, па сега. Што те привлекува кај еден маж, каже еде? Кажавме дека ќе го бараме мажот на минатата емисија, сега да видиме што Рада сака, што ја привлекува. Од секој. Што? Па бре. Да готве овика. Да, покрај тоа што сега кажавме куварот веќе како провериме во стар да, боем, да. покрај Да ме тоа. почитува, да ме сака, да ме разбира, да сега во небрано ме фати. И да ти ја разбира работата, стално го Так, збориш, точно. да го разбираш. Да. Само. Чи... Добро, па кога ќе се ја почитува реално, ќе разбира и така е. Ивана, што мислиш за балканските мажи? За балканските мажи што мислам, Бидејќи ти си сингл сега.
Има многу мажи во Балкан. Што мислиш за балканските Види, мажи? има многу убави мажи емчети кај нас, ти заради тоа си дојде да ја претпоставувам тука во Македонија, заради некој балкански маж, тоа ти е и тебе маж, јас не кажувам, има многу убави момци. Само би ги поттикнала, јас би дала еден така добар поттик да почнат малку повеќе да приоѓаат на девојките, затоа што реално не може се да биде само на социјални мрежи, затоа што некогаш на девојката е убаво кога некој машко ќе приде. Така и социјалните мрежи си го направија своето. Да. Така е. Да, а иначе си се супер, има убави, има паметни, има амбициозни, не се сите. Така. Што помалку се негуваат, мислам дека ќе биде подобро за целото женско општество. Така. Трајче, ова не беше наменето за тебе. Да. Ви благодарам многу за твоите искрени одговори, а сега имам нешто тука од Аристократ кафе, 2.000 ваучер. Thank you. Да. Thank you. Евхаристо. Аристократ кафе е најдоброто место во Македонија. Стварно, многу вкусно кафе, пијачка, што сакаш. Што Πάμε, θα сакаш. πιούμε, απ' όλα. Μια χαρά, ευχαριστούμε. И после тоа и да се негувате дома малку, а јас сега тука ќе ви кажам. Браво, Да. Делија. И јас сега тука ќе ви кажам да си продолжите вака со ова што го правите, затоа што навистина сте, покрај што сте уникатни, сте многу забавни, енергични, весели, сите сте убави. Продолжете со ова, Јас ќе сум ве го. викнеме. Убави реков, не реков убава. Убави, тоа е за сите. Трајче, јас ти посакувам ти да си го задржиш овој хумор што го имаш во тебе. Стварно. Затоа што ете, тоа може би те двој така од останатите. Ти имаш некој специфичен хумор, интересен. Така што покрај тоа што знаеш добро да свириш, продолжи си со тоа. Рада ти, јас ќе ти посакам да се опуштиш, убава си. Немаш потреба да бидеш ете таа скромност, надминија бариерата на скромност и почни да бидеш жена што освојува. А на Јоана ќе посакам да си продолжи така како што таа си го знае патот точно како што треба да си продолжи. Само терај напред девојка, ете те прифати македонската публика, така што продолжете да ги забавувате сите. Јас само сакам да се заблагодарам уште еднаш и да ве потсетам сите вас секако да не заборавите да ги поддржите нашите главни поддржувачи Еберлин, Биокозметика, да ги поздравам Best Way се must have реквизити за летен период, за летни одмори, за буквално се што е поврзано со лето и летни дестинации. Може да ги најдете во Аџико Home Center, во Скопје се наоѓаат во Рамстор Мол, Микас кои што се грижат за нашиот изглед, Аристократ кафе секако го спомена и Емче, само што ги даде ваучерите, најкултното место во Скопје, и Стар Боем, ресторан во кој што ќе провериме дали има кувар за Рада. Сега јас сакам со песна да завршиме како што почнавме. Македонијо, вие уживајте, се гледаме следна недела, а сега одиме со уште еден забавен репертоар од ова прекрасно трио. Фантастико. Само да не заборавиме тука да споменеме и за вашиот нов проект кој што го спремате, кој што излегува кога? Ево, овој ридаме. Наш стил. Ми се допаѓа. Ајде ке го слушнеме. Значи убава песна. Добро, готово. Να τη χαιρέσαι, καινούργια σου αγάπη. Να τη χαιρέσαι και να με παίρνεις φαρμάκι. Να τη χαιρέσαι, άιντε! Όμως μακριά από μένα, γιατί αγάπη μου σ' έχω ξαναπεί παμμένα. Από τεσσέγω, αγκαλιά με εκείνη κάπου θα αποτρελαθώ. Και θα πιω μέχρι θανάτου από τεσσέγω, αγκαλιά με εκείνη κάπου θα αποτρελαθώ. Και θα πιω μέχρι θανάτου να τη χαίρεσαι. Περίμενε. Θα заборев која друга. Για τα λεφτά. На. Undercover, you're my secret passion and I can't no order. You're the malicious, so capricious.
ајде сега официјално да ви кажам, добре ни дојдовте во нас, чекај, во нас, каде во нас? Во нас. Во нас. Сите тројца како функционирате? Не ми беше тоа прашањето, мислам, само така ми дојде. Да. Сите кои тројца. Да, кои тројца? Вие тројца, само Адам не ми имам, беше. ја најдам мојата, само мојата има топла вода. Ова. Таа моја. Добро, ајде. Да кажем? Не. Добро. Кој знае што? Ја не знам што збориме. Што? Не знам што збориме. Тоа е. Се изгуби. Здраво Македонија, добро дојдовте назад во мојот сегмент. Ле, катастрофа. Ајде. Не, си катастрофа, супер си.